Министре, на последната седница на пратенички прашања соопштивте дека до сега имало ситуации кога од МВР биле користени обезбедување и возила надвор од законските рамки. Го споменавте името на Емил Димитриев, меѓутоа најавивте, соопштивте дека има и други лица. Може ли повеќе малце за ова? Така е, тоа го најавив на Собраниската седница за постојање на пратенички прашања, како одговор за тоа што значи неподелбата на државата од партијата и како државните ресурси се користат за партиски. И тоа е нешто како врвен приоритет во мојата работа што треба да направиме Министерството за внатрешни работи да биде Министерство за внатрешни работи на Република Македонија и исклучиво да биде во заштита на интересите на граѓаните. Најавив дека има таква состојба на користење на обезбедување од страна на МВР и возила за одредени лица кои што апсолутно не ги исполнуваат условите врз основа на уредбата која што е донесена од страна на владата и споменав за тогаш едно од лицата кое што користи такво обезбедување. Дадена е наредбата да веднаш сите кои што користат обезбедување без било каква причина или законска оправданост да бидат стопирани, да биде стопирано таквото обезбедување. Денеска во текот на денот очекувам комплетен извештај од секторот кој што раководи со ова обезбедување и се надам дека наскоро ќе го добијам, за кое што ќе свикаме уште една пресконференција или брифинг со новинарите и тогаш во детали ќе им информирам за целата оваа ситуација. Дозволете да го имам извештајот и ќе биде презентиран. Грчките медиуми денеска објавија дека имало судири на македонско-грчката граница, мигрантите со македонската полиција. Денеска немаме судир со македонската полиција, иако ноќеска беше тензично со обиде да се помине оградата која што имавме, односно вон од местото каде што е предвидено за поминување на бегалците. Имаше оштетување на две места на оградата која што во текот на денот е поправена. Има тензии, инциденти на грчка територија во кампот на грците помеѓу економските мигранти и бегалците и тоа е на територија на Грција и со такво нешто се справува грчката полиција. Ние како Министерство за внатрешни работи со човечки ресурси сме подготвени навистина да застанеме во одбрана на мирот, стабилноста и безбедноста на територијата на Република Македонија. Јас се надевам дека ќе се донесе добра одлука на ниво на Европската Унија, бидејќи ова не е прашање што може да го разреши само Република Македонија или регионот и врз основа на таа одлука да можеме заеднички преку решавање на овој проблем да се пропушти коридорот и на тој начин да не се ствараат тензии на границите ниту со Македонија, ниту на било која од другите држави од регионот. Дали директорот на државната безбедност ви има известено за евентуално потврда на информацијата која пласира пред некој ден српските медиуми дека известни муџахедински групи се биле присутни или се сместени во околината на Скопје? Ние постојано имаме информации кои што ги добиваме и од пријателските служби и од нашите внатрешни служби. Сите тие податоци се анализираат се со цел и во функција да навистина ја сочуваме безбедноста на територијата на Република Македонија. Секој податок кој што ќе го добиеме се вршат оперативни проверки и во моментот можеме да кажеме дека состојбата е стабилна и немаме опасност од едни такви настани кои што би може да се случат. Меѓутоа превентивно за тоа го покренавме, односно дигнавме и нивото на безбедноста во Република Македонија се со цел да превенираме било каков можен терористички напад кој што би се случил за не дај Боже во Република Македонија. Министер народниот правобранител побара МВР да се откаже од употреба на гумени куршуми. Дали е за вас прифатливо тоа? Ние бевме задолжени како Министерство за внатрешни работи да се изготви измена на законот. Таа измена на законот ја потпишав пред неколку дена, ја доставив до народниот правобранител на мислење. Очекувам да го видам мислењето од народниот правобранител, понатаму се произнесеме. За мене апсолутно е значено да ги следиме европските пракси, европските директиви во начинот на постапувањето со вакви средства за присилба и употреба. Ви сте дали имате дополнителни информации за тоа дали личните карти кои што неодамна беа доставени до МВР биле искористувани за изборни цели?
Во моментот тече истрагата во однос на и проверките кои што треба да се прават и во однос на таа работа, дали личните карти биле употребени и искористени за изборите или за било кои други цели, бидејќи за било што да бидат искористени граѓаните на Република Македонија кај ни се ствара една правна несигурност. Ја очекувам истрагата да биде квалитетна и темелна, која што ќе одговори на сите овие прашања. Нормално и ќе дојдеме до изворот, најверојатно од каде тоа се фалсификувани, зашто тоа се направени, кој тоа го направил, по чија наредба го направил и така натаму и така натаму. Дозволете да истрагата тече квалитетно, се со цел да имаме вистински информации и податоци кои што ќе дојдат од текот на истрагата. Како планирате да обезбедите мнозинство во парламент за овие измени на закон за полиција? Овие измени на закон за полиција кои што се направени, тоа е поставка која што е покрената, тоа ќе се разгледува и на седница на влада после добивањето на извештајот од Народниот правобранител, за да видиме, бидејќи тоа ни се забелешки кои што ги добиваме и од страна на Европската Унија, Европската комисија, така да во моментот кога ќе ги добијам забелешки од страна на Народниот правобранител, кој ќе го видиме законскиот текст, ќе разговараме сигурно и на влада околу оваа измена на законот за полиција, а понатаму ќе го препратиме и до Собранието на Република Македонија, кој што ќе треба сигурно врз основа на сите забелешки кои што ги имаме да полека бидат отстранувани една по една.